Алкохолизмот, знаете, тоа е многу повеќе од само лична борба. Тоа е болест, чии последици се шират како бранови низ цели семејства. Тие остават длабоки траги не само на телото, туку и на умот и на духот. И најважно, тие не завршуваат со еден човек, тие одекнуваат низ генерации. И колку е често овој проблем? Па бројките се навистина отрезнувачки. 1 од 3 семејства е директно погодено од алкохолизам. Размислете за тоа. Тоа значи дека оваа тивка битка се води зад затворени врати во речиси секое соседство, можеби дури и во куќата до нас. Денес ќе го следиме токму тоа ехо на зависноста. Прво, ќе видиме како таа го преобликува домот, потоа ќе ги откриеме непишаните правила за преживување, ќе зборуваме за трајните лузни што останаваат и како тој циклус на болка се пренесува понатаму. Но најважно, ќе го истражиме и патот кон заздравувањето и прекинувањето на тој циклус. Добро, за да го сватиме ова во сршта, мора комплетно да ја смениме перспективата. Алкохолизмот не е само болест на поединецот. Пред се, тој е семејна болест. Што всушност значи тоа семејна болест? Па, замислете си дека зависноста станува центарот на универзумот во домот. Таа е сонцето околу кој сите останати членови на семејството се принудени да орбитираат. Таа ја диктира емоционалната атмосфера, постојана тензија, непредвидливост, страв. Во таква токсична средина, децата учат да ги потиснуваат сопствените потреби само за да се прилагодат на хаосот и да преживеат. И во целиот тој хаос, како децата успеваат да преживеат? Тие развиваат многу специфични несвесни механизми за одбрана. Учат да следат 3 клучни непишани правила. Прво, не зборувај. Не зборувај за проблемот дома, а особено не надвор од дома. Тоа е семејна тајна. Второ, не верувај. Затоа што ветувањата се кршат постојано, а стабилноста е само збор. И трето, можеби најтешкото, не чувствувај. Затоа што покажувањето емоции е опасно. Тие или ќе бидат игнорирани, или, уште полошо, казнети. Овие правила стануваат нивен несвесен закон за цел живот. И токму тука лежи целиот трагичен парадокс, нели? Истите тие тактики што им помогнале да го преживеат детството, стануваат нивен најголем товар кога ќе пораснат. Тие механизми за преживување се претвораат во невидлив затвор кој им создава огромни проблеми во врските, во кариерата и најмногу од се во односот со самите себе. Сето ова искуство остава длабоки траги и води до нешто што е познато како синдром на возрасно дете. Постојат неколку заеднички особини кои се појавуваат кај луѓето кои израснале во ваква средина. Првата работа, тие немаат поим што е нормално. И како би имале, кога растеш во постојан хаос, немаш никаква референтна точка за тоа како изгледа здрава семејна динамика. Затоа цел живот го поминуваат обидувајќи се да погодат како треба да се однесуваат. Потоа, тука и таа немилосрдна самокритика. Зошто? Затоа што во детството научиле дека и најмала грешка, најмал пропуст, може да предизвика експлозија. Таа будност и страв од грешта ги носат со себе и во зрелоста, па затоа тешко се опуштаат и уште потешко си простуваат себе си. И секако, таа постојана потреба по одобрување од надвор. Ова е директна последица од растењето со емоционално недостапни родители. Кога љубовта и прифаќањето биле условени или отсутни, се развива длабока потреба постојано да се бара потврда од другите дека вредиме. И сето ова, се разбира, си има своја цена. Психолошкото влијание е огромно. Постои многу поголем ризик од развој на депресија и анксиозност. Многумина имаат симптоми на комплексен ПТСР, што е одговор на долготрајна хронична траума. Често развиваат перфекционизам како очаен обид да воспостават некаква контрола врз животот. И секако се борат со козависност. Образец на однесување каде што потребите на другите секогаш се ставаат пред сопствените. И еве го можеби најважниот дел од целата приказна. Овие нерешени трауми од детството не исчезнуваат магично. Напротив, тие се како плодна почва на која се сади семето за истите болни образци да се повторат и во следната генерација. А статистиките? Тие се навистина сурови и го покажуваат обемот на овој маѓепсан круг. Повеќе од половина од децата на алкохоличари и самите стануваат алкохоличари, а од оние што остануваат, голем дел несвесно завршуваат во врска со зависник, во суштина повторувајќи го хаосот од детството со кој се толку добро запознаени. Значи, да бидеме јасни, ова не е само генетика, не е само ДНК. Ова е наследување на цел еден емоционален прирачник за преживување.
Проблемот е што тој прирачник е целосно бескорисен, дури и штетен, кога се обидуваме да изградиме здрав и исполнет живот како возрастни. Но, и покрај сета оваа тежина, приказната не мора да заврши тука. Постои надеж. Иако минатото не може да се смени, иднината апсолутно не е предодредена. Патот напред лежи во заздравувањето и во еден многу моќен концепт – превоспитување на самиот себе. Од каде почнува заздравувањето? Па почнува со нешто многу важно, со признавањето на тоа мало, исплашено, можеби напуштено дете што се уште живее внатре во нас. Процесот е да му ја дадеме грижата, љубовта и безбедноста што никогаш не ги добила. Да се прифати неговото постојање е првиот најхрабар чекор кон тоа да му се пружи утеха. Оваа табела е одличен приказ на разликата. Лево го имаме критичниот, дисфункционален родител, фокусиран на себе, користи срам и вина, бега од одговорност. А десно го имаме родителот полн со љубов. Тој се фокусира на потребите на детето, дава безбедност, ги потврдува чувствата и со својот пример покажува како изгледа здраво однесување. Целта, значи, е да научиме како да станеме овој втор родител, но за самите себе. И тој процес на заздравување има многу јасни цели. Прво, да создадеме внатрешна безбедност, едно сигурно место каде што нашето внатрешно дете ќе се чувствува заштитено. Второ, да научиме повторно да им веруваме на сопствените чувства и на сопствената перцепција за реалноста. И на крај, трето, врз таа цврста основа да изградиме здрав идентитет на возрастна личност, способна за здрава љубов, интимност и одговорност. И ова е пораката на надеж што сакаме да остане. Лузните од минатото можеби секогаш ќе бидат дел од нас, но тие не мора да ја диктираат нашата иднина. Апсолутно е можно да се прекине тој циклус на болка. Можно е да се изгради нов, поздрав и посреќен живот, не само за себе, туку и за оние што доаѓаат по нас. И за крај, ќе ве оставам со едно прашање за размислување. Тоа е и повеќе од прашање. Тоа е покана да се размисли за огромната мук на заздравувањето. Што се случува кога ќе станеме тукму оној родител кој од секогаш ни бил потребен? Кога ќе го направиме тоа, не го менуваме само сопствениот живот, го менуваме целото наследство што го оставаме за себе.